Со интонирање на македонската и ромската химна се одбележа 8 април, меѓународниот ден на ромите, важен глобален датум посветен на ромската култура, историја и идентитет, но и на предизвиците со кои оваа заедница се уште се соочува. Во 2026 година одбележувањето повторно ја става во фокус потребата од еднакви можности, борба против дискриминацијата и поголема социјална инклузија и на светско ниво и во национални рамки, вклучително и во Македонија. На одбележувањето на овој ден председателот на Собранието Африм Гаши истакна дека овој ден представува важен момент на размислување и вреднување на богатата култура, посебниот идентитет, идентитетот што ромската заедница го градела низ вековите. Борбата за еднаквост и унапредување на ромите треба да биде цел и на извршната власт. Па затоа ја користам оваа прилика во присуство на председателот на владата и другите представници на извршната власт да го изразам моето охрабрување за поголема посветеност и потврста соработка во зголемувањето на можностите за застапеност, образование и вработување на ромите. Премиерот Христијан Мицкоски истакна дека светскиот ден на ромите пак не е само ден за одбележување, туку е ден за потсетување дека за секоја статистика постои човек, дека за секоја бројка стои приказна и дека за секој предизвик стои надеж која чека да биде препознаена и поддржана. Ромската заедница е дел од нашата историја, дел од нашата култура и дел од нашата иднина. Таа не е друга, таа е наша. Таа е дел од ткивото на оваа држава, од малото, од улицата, од домот. Но исто така, ова е ден кога мора искрено да си кажеме. Предизвици постојат бариери, постојат неправди кои предолго траат и токму затоа ова не е ден само за зборови, ова е ден за одлуки, за визија и за храброст. За прв пат учениците роми од 6-то одделение оваа година ќе учат јазик и култура на мајчин јазик со одобрен учебник, откако претходните ракописи не поминале низ комисиската проверка. Националната комисија за учебници Примон го одобри ракописот на 11 март. Учениците роми во Македонија го изучуваат мајчиниот јазик преку изборниот предмет јазик и култура на ромите, застапен од 4-то до 9-то одделение. Наставата моментално ја следат над 2500 ученици во 6 општини, но предметот долго време функционираше без редовни учебници за сите одделенија.